Родната куќа на Блаже Конески во прилепското село Небрегово подитно да биде вклучена во редовните тури на сите училишни екскурзии во државава. Ова е барање на Заводот и музејот Прилеп, под чија надлежност се наоѓа овој спомен дом. До Министерството за образование и наука писмо испративме да доколку може да влези во редовна програма на сите тие екскурзии, да учениците кои ги вршат низ нашата држава да биде место стално на посетено, да биде влезено во програмата нивна. Иницијаторот за возобновување на родниот дом на Конески, Миле Спирковски, кој сега е водич во овој музеј, вели дека доколку се реализира оваа идеја, куќата на Конески годишно ќе ја посетуваат над 300.000 студенти и ученици, но за жал, иако поминале месеци, се уште немало никаков одговор од Министерството за ова барање. Како на пример во Германија, таткото на современ германски јазик, во рамките на школските екскурзии е организирано да се посети родната куќа на Гете, или да одиме многу далеку во соседна Србија, како што секој србинче во рамките на школските екскурзии задолжително мора да ја посети родната куќа на Вук Караджич во селото Тршич. Значи, мојата желба беше да дојдат над 300.000 ученици и студенти да ја посетат оваа куќа. Нажалост, таа желба моја не се исполни. Денес спомен домот на основоположникот на современиот македонски јазик, човекот кој ги напишал македонскиот правопис и граматика, е заборавен и скоро воопшто и да не се посетува во текот на годината, освен за некои поголеми одбележувања. Тука може да се види неговиот опус, дела, етнолошка поставка, но и многу интересни детали за Конески. Може би ретко кој знае, но во почетокот на 90-тите години, кога Македонија се стекна со независност и сувереност, на банкнотата од 1000 денари беше ставен ликот на Блаже Конески. Банкнотата беше изработена и испечатена во прилепската печатница, но за жал, од непознати причини, таа беше повлечена и никогаш не ја виде светлината на денот. Од музеот во Прилеп се надеваа дека спомен домот на овој великан набрзо ќе го завземе местото кое што го заслужува.